Општа болница Кочани доби ново амбулантно возило кое дополнително ќе помага на граѓаните на градот и жителите од регионот за побрзо транспортирање на пациентите. Возилото е целосно опремено со што пациентите дополнително ќе имаат поквалитетни услуги. Донира едно возило, амбулантно возило за потребите на Општа болница Кочани, кое што е опремено возило и кое што ќе помогне на жителите и од Кочани и од регионот да побрзо се транспортираат пациентите, меѓутоа и да имаат квалитетна услуга. На сите жители на Кочани сакам да им порачам дека ние стоиме зад вас, заеднички да ја пребродиме и оваа последна криза и шок. Ги повикувам и сите општествено одговорни компании кои што сакаат да помогнат, да донираат. Отворени сме за соработка и да помогнеме и на Општата болница Кочани, меѓутоа да помогнеме и на цел регион. Генералниот секретар Сајковски Ѓорги од Кочани истакни големо сочувство до семејствата на загинатите, како и што побрзо закрепнување на сите во болниците во Македонија и странство. Сакам да изразам жалење за трагедијата што се случи тука во Кочани и ја потресе цела Македонија. Сакам да изразам сочувство до семејствата на луѓето кои што загинаа во оваа трагедија, да посакам што побрзо оздравување на оние кои што се во болниците и во Македонија и во надвор од Македонија, и сакам да порачам до граѓаните на Кочани дека ВМРО-ДПМН и владата цврсто стојат зад опоравувањето од овој шок кои што го доживуваат и граѓаните на Кочани, меѓутоа кои што го доживуваме и сите ние кои што живееме во Република Македонија. Во согласно со ситуацијата, она што дополнително рече Сајковски е да се вклучат сите општествени компании кои што сакаат да помогнат со донации, со цел да се помогне на Општата болница во градот, како и на целиот регион.